Фала на Сандра за поканата и за убавата представа. Ќе се обидам да ви раскажам во кратки црти што сакавме да постигнеме, што постигнавме во Пакет и како Пакет сега работи и како го подобривме на некој начин. Така, мала историја за Пакет. Секунда. Мала историја за Пакет. Тој е во моментот најголемиот онлайн супермаркет во Македонија. Тој е основан од Драган Јосифовски во декември 2017 и првите неколку години Драган прво сајтот кој е Пакет МК е направен од Драган, кој беше Пакет МК е направен од Драган и е одржуван првите 4-5 години само од него. Тој успела да го одржи сајтот за време на најголемиот бум за Пакет кој беше во ковид кризата. Верувам дека некои од тука имаат порачувано тогаш почнале да порачуваат и како една од водечките работи кои тој ја воспоставува во Пакет е дека корисничкото искуство е всушност основа на компаниската култура која е во Пакет. Идејата за точно тој дел е дека, како што знаете, има огромна конкуренција на супермаркети во Македонија и тој решава дека Пакет ќе се разликува од останатите супермаркети, кои во секој еден момент може да додадат онлайн деливери, ќе се разликува по тоа што корисничкото искуство на Пакет ќе биде многу подобро од останатите, дури да почнат тие да прават онлайн деливери. Така тој не идува на сервисен дизајн, која е всушност методологија за осмислување на еден сервис и кој вели дека сервисот кој го доставувате еден вид, не почнува пред да го отворите сајтот и завршува после испораката. Значи не е само сајтот важен во користење на еден продукт како Пакет МК. Така тој воведува неколку customer obsessed процеси кои го прават многу поразличен од останатите онлайн деливери во моментот. Тоа е одлична поддршка, флексибилен термин на достава. Ова е нешто што многу од конкурентите го немаат, иако е чудно. И достава на врата, до врата, тоа е за мене, јас сега можеби требаше да кажам на почеток дека малце ќе звучи презентацијава како реклама за Пакет, меѓутоа јас сум голем фен на Пакет, иако напуштив и уште го користам. Еден куп други ситни детали кои го прават Пакет многу подобар од конкуренцијата за користење и за своите корисници да може да го користат без проблеми. Така. Другите работи кои исто така се битни е дека има фрижидер за замрзнати продукти во возилата, хартиени кеси кај што се одделени одделните категории на продукти, расипливите продукти кои се од партнери, како на пример месарници или сладкарници, на пример, се зимаат на секоја тура и се избрани брендови и партнери кои Пакет не пробува да ги опфати сите можни продукти во категоријата, туку гледа продуктите кои ги нуди да се со одреден квалитет за своите корисници. Така, тука тоа беше негде, значи 2021, Пакет сваќа дека иако останатите процеси се многу добри, техничката имплементација на сајтот е веќе, да речам, бавна и на некој начин не соодветствува на останатиот дел од корисничкото искуство. И Пакет решаваат во Пакет да направат редизајн на платформата. Кога ќе кажам редизајн, се вклучува и технички редизајн и редизајн на самиот сајт. Тоа беше негде 2021. Тогаш јас бев во една фирма на распаѓање
и решив да пристапам кон ми понудија во пакет, пристапив во пакет и го третирав како еден проект од една година, кај што идејата ни беше, оригиналниот план ни беше дека ќе мигрираме од WordPress на Next.js за 6 месеци и успеавме да го направиме тоа. Мислам дека почнав јас од 1 септември, негде 1 февруари веќе имавме сајт за познаници и пријатели и на 1 март го пуштивме за општа публика и од тогаш го сменивме и сега сакам некои детали на кои обрнавме внимание при редизајнот да ги дискутираме тука. Така, сајтот од почетокот се фокусиравме на брзина и респонсивност. Она што ни го покажа Google Analytics е дека 70% од посетителите на сајтот се всушност мобилни уреди и решивме да се фокусираме на респонсивност од самиот почеток. Многу од работите кои, можеби ова требаше да го кажам, тимот се состоеше од 20 инженери и немавме дизајнер, така да еден дисклеймер тука за дизајнот. Мислам дека да правивме добра работа, сега пак имам ја одредена доза на субјективност, ама така. Се фокусиравме на интуитивност и брзина, односно се фокусиравме на времето кое од моментот на си решил да порачаш на пакет до моментот си порачал на пакет да е многу мало. И многу од работите кои ги направивме се всушност да можеш ти да порачуваш продукти без да трошиш многу време, да влагаш во продуктот. Обично овој стил на сајтови имаат, влегуваш внатре во продуктот, па од таму додаваш одредена количина и така дале. Сето тоа го структуриравме на тој начин, со тоа што бирање термин го замисливме како почетна акција. Затоа е вака, ако гледате на скриншотот, е на видно место, термин горе. Идејата беше юзерот пристапува кон сајтот, бира термин и продолжува со нарачката. Категоризација е нешто што сум слушал дека многу луѓе го фалат. Јас немав некое познавање пред пакет, меѓутоа категоризацијата е нешто што на многу обрнавме фокус и на нешто што се трудевме, јас веќе не сум дел, се трудевме да биде многу добра и да секоја си ревидира на одредено време. Навигацијата помеѓу категориите исто многу нешто што се фокусиравме, како што гледате на видеото. Лесно можеш да скролаш, пак ова е mobile first, меѓутоа и на десктоп исто работи. И можеш да скролаш и да направиш drill down и drill up на категориите. Преборувањето, исто така, фокусот беше на брзина. Не имам видео за ова, меѓутоа брзина многу е, се фокусиравме да е помалку од 50 милисекунди секој респонс. Исто така поддржува транслитерација, така да ако пишувате на латинична азбука ги разбира исто така. Имаме и синоними, како што гледате ова испадна битно во почетокот на украинската криза, зејтин и сончогледово масло. Исто така и многу битно беше да ги исчистиме сите наслови на сите продукти, да се сите во ист формат, да се описни и така дале. Така, ситни детали кои ги немаше во другите, е дека 70% од корисниците се на мобилен уред, сликите се оптимизираат динамички и со тоа што сајтот го направивме толку брз, исто така доведе до SEO оптимизација и имаме случаи каде што на дадени продукти, медицински продукти, сме на Google класирани пред Zegin, например. Две работи кои многу ни помогнаа во целиот овој редизајн е дека цело време имавме dog fooding на сајтот, го користиме за наши лични
нарачки и цело време мислевме на како еден јузер би го користел и да го направиме подобар. И фидбек од познаници, тоа е нешто што уште ми се случува. Пред една недела бев излезен и една познаничка ми приде за да ми кажува што да додадеме и што да тргнеме и што има смисла и нема. Додатни функционалности од целиот редизајн на платформата, работи што ги немаше во поранешниот сајт, но сега ги има, као што сме ги додале, се програма на лојалност. Додадовме да можеш како корисник да собираш поени од нарачки, потоа портал за партнери, каде што партнерите можат да си ги видат продуктите, да си определат цена, да си определат, да ги видат нарачките во кои нивните продукти се содржат, потоа рестрикции за термин на достава, пакет почна да доставува и во недела и некои од партнерите, например, не се отворени во недела, така да требаше да го внесем и тоа како UI рестрикција за во случај ти да порачаш нешто, но партнерот не е достапен и да можеш да си избереш друг термин. Посетни детали како лабели на производите и пофлексибилни промоции од тоа што ги имаше на стариот сајт. Така, заклучоци од целата оваа миграција е дека корисничкото искуство вклучува се, значи од пред корисникот да дојде на сајтот до завршетокот на самата нарачка, до самата испорака. Програмерите треба и најчесто имаат исто ниво на одговорност во UX-от и не мора да си дизајнер, ова може би контроверзно, не мора да си дизајнер за добро корисничко искуство. Така, и тоа би рекол.